Почитувани, за секој буџет, па и за овој, најважно прашање е каде одат парите. Со ребалансот на државната каса одговорот е јасен. Во патишта, во железници, водоводи, училишта и уште многу други проекти кои ќе бидат додадена вредност за Македонија. Капиталните инвестиции растат за 5,8 милиарди денари, односно вкупно 45,9 милиарди денари. Тоа се 14,5% повеќе за оваа намена, односно во секое министерство, во сите сектори на државата има повеќе за капитални проекти. Продолжува изградбата на коридорот 8 и коридорот 10D, на автопатот Кичево-Букојчани, автопатот Кичево-Охрид, проширување на автопатот Тетово-Гостивар, па Гостивар-Букојчани, Прилеп-Битола и автопатот од Скопје до Блаце. Продолжува изградбата на источниот дел од железничкиот коридор 8, од Белјаковце до Крива Паланка, а со реализација започнува и заедничкиот железнички граничен премин Табановце со соседна Србија. Пари има за изградба и реконструкција на основни и средни училишта, детски градинки, нови спортски и училишни сали, како и студентски и ученички домови. Има за хидросистеми и откупно-дистрибутивни центри, за нови капацитети на затворот во Идризово, како и многу други проекти. Ова се пари кои ќе значат регионален развој, финансиска поддршка за нови инфраструктурни проекти во општините и развој кој ќе стигне до секој еден граѓанин. Почитувани, зборуваме за цели 4,1% од бруто домашниот производ. Зборуваме за развоен и домајќински буџет. Овие бројки не се само очигледен чекор напред, овие бројки се одскок за државата, одскок кон развој, одскок кон современа и модерна Македонија. Ви благодарам.